Време е за првиот разговор ова утро во студиото на Македонија на утро. Ќе разговараме за најновите активности на Агенцијата за катастар на недвижности и поточно ќе зборуваме за теренско прибирање на податоци за улици и куќни броеви. Ќе поздравам и ќе посакам добро утро на мојата гостинка Лидија Крстевска, државен советник за координација на меѓународни и национални активности и стратешко планирање во Агенцијата за катастар и недвижности. Добро утро и добре дојдовте. Добро утро, добре најдов и секако добро утро за гледачите на македонската телевизија. Иако и претходно сме разговарале на оваа тема, сепак би сакала накратко да ни кажете зошто Агенцијата за катастар на недвижности спроведува теренско прибирање на податоци на улици и куќни броеви. Што ова значи за вас како институција, но и за граѓаните пред се? Најнапред да кажем дека Агенцијата за катастар на недвижности е институција која што е надлежна за воспоставување и управување со графичкиот регистар на улици и куќни броеви. Сега сме во фаза на полнење на овој графички регистар на улици и куќни броеви по населени места, кој што подосна треба во втора фаза да преиде во регистар кој што ќе биде користен од страната на општините во смисла на потврда и верификации на овие теренски прибрани податоци и за да одиме кон третата фаза, а тоа е воспоставување на централизиран единствен адресен регистар на територијата на државата. Теренското прибирање на податоците за улици и куќни броеви всушност представува прибирање на податоци на улици и куќните броеви на објектите од терен за да се утврди фактичката состојба. Зошто? Од причина што постои неконзистентност на адресните податоци во документите кои што ги генерираат министерства, институции, пак секако и документите кои што ги имаат граѓаните во смисла на лични карти и други документи за идентификација. Значи, постои неконзистентност во оваа документација, па дури би кажала дека и во имотните листови, кои што е документ кој се издава од базата на податоци на Агенцијата за катастар на недвижности, имаме недоследност во адресниот податок. Што значи дека ова е особено значајно за вашата работа? Апсолутно. Битно е за Агенцијата, но во функција на граѓаните, во функција на институциите кои што треба да го користат овој единствен, стандардизиран, унифициран адресен податок. Што значи теренското прибирање на податоци? Тоа подразбира утврдување на податок на улицата во смисла за незината графичка локација, незиниот почеток и крај, утврдување за тоа дали улицата е именувана или не, дали постои ознака, доколку не, дури имаме случаеви каде што и локалното население укажува која е таа улица, дали постои назив за нејза или не. Понатаму вршиме идентификација на објектите, во смисла идентификација местоположбата на објектот во однос на улицата. Нормално се утврдува дали објектот постои на лице место или не. Понатаму се утврдува дали имаме куќен број на тој објект, дали е обележен тој куќен објект. И тука би сакала да кажам дека овој податок се прибира како за легалните, така и за бесправни изградените објекти, што е особено битно. Покрај овој податок на терен прибираме и податоци околу висината, односно катноста на објектот, доколку се работи за стамбен објект, понатаму за неговата намена, значи и локалите и деловните објекти исто се врши прибирање на нивниот податок и тука би кажала дека се прибираат и податоци кои се однесуваат на годината и на видот на градба на објектот и се фотографира објектот, но ова се врши во намена на одржување на еден друг регистар за кој што е надлежна агенцијата, тој е регистарот за цени за купнини. Значи, користејќи ги овој процес на теренско прибирање на податоци за адреси и куќни броеви, ние прибираме и дополнителен податок кој што понатаму го внесуваме во регистарот за цени за купнини, кој во иднина треба да представува основа за воспоставување на системот на масовна проценка во државата. Так. Она што особено ќе ги интересира граѓаните е во кои општини ќе се врши теренската работа, односно ќе се прибираат адресните информации. Така. Би напоменала во оваа прилика дека ова е, би ја нарекле трета фаза,
на прибирањето на податоци. Во овој момент започнува или веќе негде започнато теренско прибирање на податоци во 21 општина на територија на државата, што опфаќа 508 населени места. Ако дозволите, ја би ги прочитала тие градови, иако колку што сум информирана, ќе одат и на кајронот на вашата телевизија. Тоа се општините Пробиштип, Деберца, Велес, Македонски Брод, Радовиш, Доиран, Гевгелија, Охрид, Петровец, Илинден, Студеничен и Сопиште, Чучер, Сандево, Свети Николе, Струмица и Прилеп. Во овие општини дел е отпочната постапката или ќе отпочне во месеците мај и јуни, додека за нешто подоцна, односно почетокот на јуни и август месец, ќе бидат вклучени и градовите Пехчево, Берово, Крушево и Кавадарци. Во оваа прилика би сакала да кажам дека целиот процес на теренско прибирање податоци се организира во соработка со општините. Имаме интензивни комуникации со општините, со градоначелниците, со соодветните оделенија сектори во општините, секако информирана е заедницата на единиците на локалната самоуправа. И со цел поддршка и непречено прибирање на податоците на терен, ние имаме соработка и со Бирото за јавна безбедност и секако се користат сите начини на комуникација, општините преку урбаните заедници за да го информираат локалното население за процесот и за важноста на овој. Преку општините да се реализира и да се оствари соработката и со населението и секако полесно да се одвива оваа теренска работа и прибирање на податоци. Можете ли накратко да ни кажете зашто ќе се користи тој графички регистар или како што го нарекувате, подоцна ќе се нарекува адресен регистар? Така. Значи, во моментов агенцијата е надлежна за графичкиот регистар на улици и куќни броеви, зашто од причина што и во постоечките записи и регистри она што се чува како податок, тоа е атрибутниот, описниот податок, односно навесивот на улиците. Тоа во моментот е надлежно на централниот регистар, меѓутоа нигде немаме графичка компонента во смисла на улица, каде се наоѓа, кои се незините краци и така натаму. Општините имаат своји податоци, бидејќи би напоменала дека овие податоци се податоци кои се во собственост и надлежност на општините. Она што ние го правиме е утврдување на фактичка состојба. При утврдувањето на фактичката состојба ќе се види кои улици имаат своји назови, кои не, кои објекти се имаат своји куќни броеви, негде се случува да се дуплираат куќните броеви, имаме објекти без број, така да навистина граѓаните се соочуваат со големи проблеми. Например, при достава на пратки се соочуваат, би рекла и еве актуелна е сега ковид кризата, тоа ни е идната медицинска помош, брзата помош. Понатаму се издаваат документи кои што, како што реков, не содржат конзистентен адресен податок. Од таа причина, откако ќе се извршува теренско прибирање на податоци, тие влегуваат во една привремена база на податоци и со помош со наменски изготвена софтверска апликација се вклучуваат општините кои што треба да извршат верификација, односно потврда на овој теренски прибран податок. Што подразбира тоа? Практично го кажувате и следниот чекор после теренската работа и прибирањето на податоците, како овој адресен регистар да стане функционален? Функционален, токму така. Општините сега се вклучуваат во смисла да извршат валидација на овие податоци и тоа состојбата на терен со она кое што они се надлежни, а тоа е да извршат именување на улици, онамо каде што се уште стои ново проектирана, например, улица, да се изврши нумерација или пренумерација на куќните броеви, да се усогласи состојбата на терен. Во тој момент имаме еден воспоставен стандардизиран податок кој што влегува во единствена централизирана база на податоци. Што значи тоа? Општините преку овој систем ќе можат да вршат одржувањето на овие адресни податоци, а од друга страна преку тој централизиран систем ќе им се обоврзувачат сервиси на сите министерства и институции кои што своето работење го заснуваат врз издавање на документи кои во себе содржат адресен податок. Ги напоменав. Тоа се значи Министерството, би ги напоменала Министерството за внатрешни работи, тоа се јавните предпријатија, тоа се другите видови на регистри кои што во себе содржат овој адресен податок и ни помогне на нас во средувањето на базата на податоци на кадастар недвижности, бидејќи ние во
нашиот би рекла познат производ, тоа имотниот лист, го содржиме и адресниот податок. И она што е особено значајно и секако морам да ве прашам, како се обезбедени средства за изведување на ова огромна и пред се теренска активност која што и сигурно многу чини? Навистина многу чини, бидејќи треба да се опфатат сите населени места, сите општини во државата. Потребно е да се приде до секој населено место, до секоја улица, до секој објект. Самиот овој процес во првата фаза беше поддржан од страната на буџетот, значи со средства на Агенцијата за катастар недвижности, тоа се скопските општини. Меѓутоа, овој проект беше препознаен од страна на европските фондови и од Шведската агенција за меѓународен развој СИДА, кој што го поддржа процесот на теренско прибирање на податоци. Од страна на Шведската агенција за катастар недвижности имаме две фази на поддршка на ова теренско прибирање податоци. Тоа првата фаза беа 11 општини, втората фаза е ова 21 општина со 508 населени мести и претходно имавме теренско прибирање кој што беше поддржано од страната на фондовите на Европската унија. И во овој момент би сакала да се заблагодарам навистина на донаторите и на канцеларијата на Европската унија овдека во Скопје за неизмерната поддршка која што ја даваат Агенцијата катастар недвижности со цел воспоставување на единствен функционален адресен регистар кој што ќе биде во функција на граѓаните, на општеството, а кој што во крајна линија води кон единствено добро организирано општество. Јас ќе ви се заблагодарам за вашето гостување и секако за можноста да ги споделите овие информации како дел од вашата работа со нашите гледачи. Ние секако ќе ја следиме работата и понатаму и сето тоа што е ново и треба да се сподели со гледачите, повторно ќе го реализираме во Македонија наутро. Благодарам на Македонската телевизија за можноста што ни ја даде да презентираме овој проект и секако се гледаме во иднина. Ви благодарам уште еднаш.